Здраво, Македонија! Сабота, нешто по 18 часот, Сител телевизија, што значи време резервирано за квизот Листа за 300. Нашите надпреварувачи се подготвени, се надевам дека и вие сте подготвени, дека удобно се седите и ќе уживате во денешното издание на нашиот квиз, па затоа да не должам за вас, а ниту за моите надпреварувачи повеќе, да си започнеме. А како и секогаш така и денеска ќе започнеме прво со представување на нашите надпреварувачи. Прво ќе ги запознаеме, односно ќе ги повикаме да ни се придружат победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини. А тоа се Сашка и Андреј. Повелете. Здраво, Сашка. Добре. Здраво, Андреј. Добрче. Како сте? Добри. Супер. За 150 евра подобри, кажи. Да. Супер, ве гледам дека сте расположени денеска за игра. Минатиот пат можев ми повеќе пари да земеме секако, но Не ми беа јасни точно. да, малце називите, па ќе мислам дека ги менуваат низ годините на неколку пати, категориите, баш тоа имињата на категориите и човек не знае никогаш на што е како е. Во секој случај, интересни издания имавме минатиот пат. Земавте поен, потоа изгубивте поен, на пенали бевте поуспешни и на крај. Збунивме малце. Да, добро. Ете, така да се вратите во игра, сепак подолго време, како што рековме, нели не бевте во листа за 300 пријавени. Па ете, како мало загревање. Денеска сте домакини. Дали сме расположени? Расположени сме. Домакини тогаш. Повелете во домакинската кабина. Благодарам. Секако, за да продолжиме со денешното издание на нашиот квиз, треба да ги запознаеме и денешните предизвикувачи, а тоа се Давид и Филип. Повелете. Давид, здраво. Здраво. Филип, здраво. Здраво. Како се, момци? Добро, одлично. Супер. Првпат во листа за 300? Првпат, да. Од каде ни доаѓате, така Од ќе почнем? Кумановци. Кумановци, Да. секогаш весели, секогаш расположени за игра. Филип, може да доеш пола чекорче, што се вика понапред, стрфме таму да не... Да, и за светлото, да не му кажам, та сега да се вадам дека да не падне позади. Зната. Давид, да ни се представиш на кратко? Ништо, Давид Илиќ од Кумано. Сакам квизови. Тоа е тоа. Да, знаеш ли дека во Македонија имаме квиз асоциација? Не сум знал за Да, тоа. ете, супер, сега ќе те запознам, мислам, подосна и ќе си Подосна, поразговараме, да. затоа и ќе ти дадам контакт ако си голем љубител на квизови, таман, Супер, бро. да можеш и да се дружиш, ете, и да одиме на левел ап, нели? Што Така се е, вика. да. Филип, Јас сум Филип Илиевски, исто од Куманово, другарче на Давид, исто така компетитивен, можеби малку повеќе, да. но по негова идеја се пријавивме и Тоа сакам да видиме што прашам. ќе се случи. Сепак Давид беше иницијаторот. Јас сум тој што ги зафркнува луѓето, да. Така, кажете, некое друго искуство телевизиско, дали имате, мислам, со квиз? Знаете кој имам јас на Без паника матуранти порано на Телма бев. Да, кога беше тоа? Тоа беше пред 8 години, можеби 9. Така е, супер. Косата се гледа. Одлично. Ја немам право да зборам за косата, Давид Филип, затоа мудро ќе си молчам. Ни за бојата, ниту за густината. Така да. Тука негде. Да не сакате да додадете нешто, поздравите некој. Не, тоа е. Тоа е тоа. Знаат некои од пријателите ваши што дома дека сте дојдени тука? Едва чека. Супер, добре, едва чека. Многу се возбудени, да. Да, супер, баш ми е мило. Епа нека навиваат, на вас со среќа, почувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигне. Повелете. Сашки, Андреј, односно Давид и Филип се во нивните надпреварувачки кабини. Сега ќе ги провериме дали функционираат како што треба, за да си продолжиме понатаму со денешното издание на нашиот квиз без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Давид и Филип дали се слушаме? Се слушаме, да. Одлично. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми сугерирате за да го средиме. Исто така, ако нешто не е јасно, не ме слушнете како што треба, се двумите дали вака сум кажал или онака, да ме прашате, немојте да претпоставувате. Договорено? Готово. Уште една со среќа, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Сашка и Андреј. Домакини, дали се слушаме? Одлично, слушам. Слушам, одлично. Супер, баш ме е мило. За игра рековме сме расположени, така. Секогаш. Супер. Епа во продолжение со среќа, сконцентрирано и нека подобри. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. А сега време е да започнеме со денешното издание на Листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи:
Зборови каде втората буква е буквата Р. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и каде втората буква е буквата Р како Радован. Се признаваат сите видови зборови, но секој збор можете да го кажете само во еднина, во еден, било кој род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и така натаму. Сашки и Андреј, дали не е јасна темата? Јасно. Супер. Давид и Филип, дали не е јасна темата? Јасно, да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Давид и на Филип. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Давид и Филип, кога ќе имате понуда, споделите со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 2 повеќе 7. 9. 9. 12. 12. 18. 18. 2 повеќе 20. 20. 27. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме. Баравме зборови каде втората буква е буквата Р, но она што е нели многу важно е дека тие зборови треба да бидат од точно 5 букви. Немаме многу полиња, 26 зборчиња се бараат. Пополека времето е во оваа ситуација ваш сојузник, па кога ќе бидете подготвени започнете. Греда, Греда. Така е. греда кажа. К. Креда. А креда, Креда. Така е. гради, Гради. Така е. мрена, Мрена. Ете, мрената од минатиот пат. Така е. бради, Бради. Така е. Врата. Врата. Така е. трева, Трева. Така е. трема, Трема. Ова е нешто што не го знаат Сашки и Андреј никогаш. а не, Само како збор го знае. Трема, точен одговор. бреза, Бреза. Така е. брент, Бренд. Така е. тренд, Тренд. Точно. фраза, Фраза. Така е. фреза, Фреза. Точно. среќа, Среќа. Да сите видови животни се може да... значи добро. Се можете, мислам, само да се на 5 букви и да е втората буква, буквата Р. Мрази. Мрази. Кого мрази, Андреј, по животот? Никој. Ник. Кажи, нема потреба од мразење. Гради. Гради го кажа. Гради качане. Мрази точно. Вреди. Вреди. Така е. Преди, Извини. преде или преди? Преди. Добро.
Така е. Мрава. Мрава. Може уште еднаш да повтори Снежка? Со М. Со М. Мрава. 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 Да, добро, не интересираше само првата буква која е. Така е. Браќа. Браќа. Точно. Уште 7. Вреќа. Вреќа. Така е. Браќа. Браќа. Имаме браќа. Браќа, кажа. П. Браќа. А, Праќа. П како праќа. Праќа. Да, извини, и ја погрешно слушнав. Извини, Андреј, убаво си размислуваш. Праќа. Така е. Прасе. Прасе. Праќа прасе. Шубава пратка. Точен одговор. Да, прасе во праќа, прасе во вреќа. Прост. Прост. Така е. Г. Грозд. Грозд. Точно. Уште 2. Брада, кажав. Да. Брада. Имам исто. Да, само во множина бради имавме. Да. Брада. Или не може? Ајде брат. А не, кажа, да, брада. Да, извини, моја грешка. И бидете внимателни минатиот пат, знаете што ни се случи. Врана. 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 Точно така. И Врана 25 точен одговор. И кој ќе биде последниот, Сашка? Враќа. Враќа. Ако не се лажам, го немаме враќа како збор до сега кажано. Сега уште да провериме. Враќа. Точен одговор. Не се ни сомневате, не оставате просторни да ве зезат човек малце. Така е, Сашки Андреј. 26 точни зборчиња, каде што втората буква е буквата Р. Честитки за првиот поедок, ја дека не сте баш многу задоволни од тоа што го изигравте. Се збунив, јас спремав подолги зборови, не слушнав дека Да. со 5. Многу се да слушаш нареден пат кога читам објаснувањето убаво. За да не ви се рефлектира на резултатот. Овој пат имавме среќа, ете се супер излезе, но во иднина да бидеме внимателни. Давид и Филип, добро изигравте, можеби малце похрабро, требаше уште некое надавање, нели? Но сега веќе тоа не знам, сум погрешил многу пати. Ќе им кажам, абе малце надававте, излегува дека поише доволно било. Друг пат мислам дека премногу надавале, па излегува дека ни тоа не било доволно. Нема нека посебна формула, едноставно како ќе се погодат работите. Во секој случај ми се допаѓа дека храбро изигравте, сепак прво учество вие. Играме сега уште една лицитација, сконцентрирано, не им се плашете. Пред да продолжиме понатаму, се извинувам, драги гледачи, со следната тема, односно со следната лицитација, да прочитам уште неколку од оние зборови, каде што втората буква е буквата Р и кои се од точно 5 букви. Тука имаме Арсен, Арена, Арома, потоа Архив, Брава, Брана, Браон, потоа Брзак, Брука, Брчка, Врбак, Врвка, Вргањ, Врева, Време, Врзоп, Вртеш, Ирвас, Крава, Краба и така натаму. Имаме многу зборчиња. Тука ги имам извадено повеќе од 100.
А сега, како што реков, драги гледачи, време е за втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи дали Давид и Филип ќе си ја бараат среќата, односно победата на пенали, или пак ќе треба да се спакуваат и да одат дома. Затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: држави од Америка и Океанија. Извор: сајтот на Обединетите нации, каде се наведени сите суверени држави од Северна, Средна и Јужна Америка, како и државите кои се познати како Океанија со Австралија. Сашки Андреј, дали не е јасна темата? Јасно. Да, одлично. Давид и Филип, дали не е јасна темата? Јасно ми е, да. Доколку не е јасно, слободно да прашате, ова важи и за едните и за другите, за да не направиме некоја грешка. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Давид и Филип. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Сашки и на Андреј, а Давид и Филип, која ќе имате понуда, споделете ја со нас. 10. 10. Започнуваме со 10. Уште само не доразбрав. Австралија рековте? Да, и Австралија и Океанија. Океанија со Австралија. 10? 10. 12. 12. 15. 15. 17. 17. Убаво разбравте дека станува збор за држави од Америка и Океанија, односно Австралија, Океанија со И Јужна Америка? и Јужна Америка. Да. Во ред. Последната понуда 17. Беше 19. 19. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 27. 27. Нека одговара. Нека одговара. Да одговарат Давид и Филип. Не сака да ве остава да си седите малце, да осетите атмосферата денеска, па за нареден пат да дојдете нели онака свежи. Сашка и Андреј реше да ви дадат да одговарате вие на оваа тема, односно самите да се одлучите за вашата судбина, што се вика во листа за 300. Давид и Филип, темата беше држави од Америка и Океанија. Бараме суверени признати држави од Обединетите нации. Значи, бидете внимателни доколку не сте сигурни за некоја држава дали е призната, дали не, да ги оставиме за при крај. Има 27 празни полиња, тоа е некаде и половина, би рекол, од вкупниот број на државите кои што постојат во овој регион. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Канада. Канада. Така е. САД. САД. Точно. Мексико. Мексико. Така е. Гватемала. Гватемала. Точен одговор. Никарагва. Никарагва. Така е. Хаити. Хаити. Одлично. Хондурас. Хондурас. Така е. Ел Салвадор. Ел Салвадор. Така е. Панама. Панама. Точно. Барбадос. Барбадос. Точен одговор. Куба. Куба. Така е. Колумбија. Колумбија. Така е. Еквадор. Еквадор. Така е. Бразил. Бразил. Точно. Доминиканска република. Доминиканска република. Така е. Аргентина. Аргентина. Точен одговор. Чиле. Чиле. Така е. Парагвај.
Парагвај. Точен одговор. Боливија, Боливија. Точен одговор. Перу, Перу. Точен одговор. Уругвај, Уругвај. Така е. Австралија, Австралија. Нов Зеланд, Нов Зеланд. Така е. Коста Рика кажавме? Мислам дека не. Коста Рика. Коста Рика. Коста Рика. Така е, 24-ти точен одговор, уште 3. Бидете внимателни да не направиме некоја грешка. Тринидад и Тобаго, Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго, 25-ти точен одговор за Давид и Филип. И уште 2. Белизе, Белизе. Белизе, точен одговор. Уште еден одговор не треба за да го изедначиме резултатот. Венецуела, Венецуела. Венецуела, 27-ми точен одговор за Давид и Филип. Браво, момци! Го изедначите резултатот, а воедно го постигнавте и првиот поен воопшто во листа за 300. Ке играме пенали. играме. Бидете внимателни на пенали, одговараме на поредно едните па другите. Браво за Давид и за Филип. Браво си за Сашка и за Андреј, но сепак мислам дека требаше можеби уште малце да надаваме или да земеме во своји раце да одлучуваме за својата судбина. Но вака ќе играме пенали, не ни е непознато, до сега сме имали неколку победи, баш на пенали што сме ги добиле. Па, внимателно во продолжение со стреки на вас. А пред да продолжиме понатаму, ќе пробам да издвојам сега дел од оние кои што не ги кажавме. Ако не се лажам, не кажавме Доминика, не знам, Гвајана дали кажавме, потоа Јамајка не кажавме, Куба, Суринам, Сент Винсент и Гренада, потоа Света Луција, Свети Китс и Невис, па ги имаме тука Австралија, Вануату, Кирибати, Маршалови острови, Микронезија, Науру, Нов Зеланд, Палау, Папуа Нова Гвинеја, Самоа, Соломонови острови, Тонга, Тувалу, Фиджи и така натаму. Тоа се дел од оние држави од Америка и Океанија. А сега, драги гледачи, како што реков, ќе играме пенали, односно пеналите ќе одлучат за тоа кој ќе застане тука на главната сцена и ќе се бори за парична награда. Темата за денешните пенали гласи: општини во Македонија во чие име не се содржи буквата А. Бараме имиња на актуелни општини во Македонија во чие име било каде воопшто не се содржи буквата А, без оглед дали името е од еден или од два збора. Сашки Андреј, дали не е јасна темата? Јасна. Одлично. Давид и Филип, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Давид и Филип. Внимателно и до едните и до другите, затоа што на пенали кабините се вклучени во текот на целата игра и ќе можат надпреварувачите да се чујат едни со други. А сега, Давид и Филип, кога ќе имате одговор, да го чуеме. Прилеп. Прилеп. Со ваша општина ме мама, срам да име. Така е точен одговор. Берово. Како? Берово. Берово. Така е.
Охрид. Охрид. Така е. Ресен. Ресен. Точен одговор. Тетово. Тетово. Точен одговор. Велес. Велес. Точен одговор. Кичево. Кичево. Така е. Штип. Штип. Точен одговор. Ростуш. Ростуше. За жал, Давид и Филип, направивме еден привид тука. Нема само Ростуше, општина се извинам, туку Маврово Ростуше. Не можеме како точен или да го прифатиме одговорот. Ништо не е готово, да видиме што имаат вашите противници да кажат. Доколку они погрешат, продолжуваме како ништо да не било. Доколку погодат, ќе мора тука да се поздравиме, но да видиме. Сашки Андре, кој е вашиот одговор? Делчево. Делчево. Така е, Делчево, точен одговор за Сашки Андреј и уште еднаш на пенали поуспешни од своите противници и уште една победа за вас двајцата. Повторно ќе се дружиме на главната сцена и повторно ќе имате шанса да освоите парична награда. Ке може Сашка конечно да брка она 300-ка, фамозната 300-ка стигна до 150, сега ќе видиме. А Давид и Филип, бевте супер надпреварувачи со оглед на тоа и дека вие прво учество воопшто на било кој квиз. Добро, со скромното искуство на Филип, одлични се покажавте, искрено се вративте супер во игра. Порано беше Ростуше, ако не се лажам, општина како одвоена, беа посебни Маврово, беа Ростуше посебно, но потоа се споја и почнаа потоа да сквернават и националниот парк и така натаму и Дивоградби да никнуваат на сите страни, ама тоа е што е. А сега морам за жал да ви кажам на вас чао момци и ве чекам во некое наредно издание на нашиот квиз, затоа што знам дека можете многу подобро од ова, па да се почастиме со некоја парична награда на редот. Апсолутно. Сега за жал морам да ви кажам чао. А пред да продолжиме понатаму, драги гледачи, ќе пробам да ги издвоам оние општини кои што не ги кажа нашите надпреварувачи. Тука ги имаме Боговиње, Босилово, Бутел, потоа Ѓорче Петров, Долнени, Желино, Зелениково, Зрновци, Илинден, Јегуновце, Конче, не знам дали кажавме, потоа Лозово, Неготино, Новосело, Петровец, Сопиште, Чешиново, Облешево и така натаму. Сега, драги гледачи, време да ги повикам Сашки и Андреј тука да ми се придружат на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат, останува сите заедно да видиме. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Повторно со Сашки Андреј сум тука на главната сцена и повторно ќе ги соочам со денешната тема од нашата листа. Да не должам повеќе, сите сакаме да видиме што ќе направите и колкава парична сума ќе освоите денеска, па да си продолжиме со работата. Мораме чисто за гледачите, нели, а и за нас да се подсетиме како стои работата со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги исполниме со точни одговори за да освоиме онаа максимална сума. Помеѓу време за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ви следува парична награда од 300 евра. Стигнаме до 150 евра минатиот пат. Неостварена желба на Сашка е да освои максималната сума од 300 евра. И твоја исто така, верувам. И моја. Да ја освоите. Е, сега имам тука интересна тема. Оп, само момент, да не направам некоја... Да не прочитам некој што не треба тема. Се надевам дека ќе ви легне оваа тема и дека баш ќе успееме да освоиме на максимална сума. Слушајте добро и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Држави членки на еврозоната. Бараме имиња на држави членки на Европската унија кои како званична валута го имаат еврото. Држави кои не се членки на ЕУ, а како официјална валута им е еврото, не се признаваат. Такви држави се, например, Црна Гора, Монако, Андора и други. Затоа бидете внимателни. Бараме држави членки на Европската унија кои како официјална валута го имаат еврото. Држави членки кои што не се во ЕУ, а имаат евро, не ни интересира. Така. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Да започнеме со Грција. Грција,
Само момент. Така е, Грција точен одговор. Од неодамна и Хрватска. Точно така, од неодамна и Хрватска е во еврозоната. И точен одговор. И Словенија. И Словенија. Точен трети одговор и први 50 евра за денеска се во ваши раце, така е кажано. Одиме понатаму. Одиме понатаму, супер. Ајде. Австрија. Австрија. Австрија, четврти точен одговор. Германија. Германија. Така е. Италија. И Италија за 100 евра. Можам одма да ви честитам, затоа што знам дека е точен одговорот. Честитки за освоените 100 евра до сега. Што правиме за понатаму? Тука што бевте во Прага. Чешки кронизм. Ако е, значи, Италија, тогаш и овие Ватикан. Не сум сигурен. Не сум сигурен. Папата Ватикан. Папата Ватикан. Папата Ватикан, не го мислиме во ова. Кои држави ти се во игра? Франција, Белгија и Холандија. Да ризикуваме, Саша. Одиме понатаму. Ајде, одиме понатаму. Франција. Франција. Точен одговор. Холандија. Холандија. А кој ви беше ризичен од овие? За кој се двумевте дали? За Франција најмногу се сомнев. За Франција? Повеќе не можеш да се сомневаш, а не можеш ни за Холандија и И последен одговор Белгија. Белгија. Белгија, девети точен одговор и повторно стигнавме до нас сума од 150 евра. Ај сега да видиме што правиме за понатаму. Саша, твојата замислена цифра, таа? Сега фатиш Не речик. оставам на тебе. Само ме интересира, а дали Шпанија и Португалија или не? Не сум сигурен. И јас не сум Шпанија е сигурна. кралство. Шпанија е кралство, да. Не сум сигурен. И јас не сум сигурна. Не, Јас тука ви завршам. тука. Тука застануваме, имаме шанса повторно за поправен, зашто ќе се дружиме во следното издание на листа за 300. Повторно си обезбедивте учество со самата победа. Сашки Андре, одлично одиграно, дигнавме рачна, можеби требаше уште за 50 да атакуваме, зашто Шпанија и Португалија ќе беа точни одговори. Не бев 100% сигурен. Да, сега ќе ви ги прочитам. Не, Ватикан не е, таа се во состав нели на Италија, не знам воопшто дали вака се Рачуна за. да. Вака, во Европска Унија, односно во еврозоната се 20 држави се тука, тоа се Австрија, Белгија не. Австрија, Белгија, Германија, Грција, Естонија, Ирска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Португалија, Словачка, Словенија, Финска, Франција, Холандија, Хрватска и Шпанија. А држави членки во ЕУ кои што немаат евро, но се уште не го користат евро како своја валута, се Бугарија, Данска, Полска, Романија, Унгарија, Чешка и Шведска. Честитки уште еднаш, а со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Секако во продолжение, останете со програмата на телевизија Сител, уживајте и чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!